Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Повеќе електронски услуги од денеска се достапни за граѓаните и за фирмите преку националниот портал uslugi.gov.mk. Регулаторна комисија за енергетика воведува паметни броила за следење на потрошувачката за струја. Утре вечер и в сабота во киното Мистон премиерно прикажување на документарниот филм Приказната за Силјан. Времето денеска променливо облачно, од сабота повторно снег. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава, со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс кривогаштари. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, Живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај посадот и Тарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во Живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со Живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици. За вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. Четири услуги од Фондот за здравствено осигурување на Македонија се достапни на националниот портал за услуги uslugi.gov.mk. Најави денеска министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски и директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски.
3 од нив се наменети за физички, а 1 за правни лица. За физичките лица воведени се електронските услуги потврда за пријави и одјави во задолжително здравствено осигурување, потврда за осигурено или неосигурено лице и платен придонес, потврда за исплатен надоместок за плата за време на привремена спреченост од работа. Првпат за правните лица овозможена е електронската услуга за издавање потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, целосно дигитално и достапно во секое време. Од денес Фондот за здравство е и технички поврзан со Централниот регистар на населението, што овозможува автоматско преземање релевантни податоци на граѓаните. Ова поврзување меѓу другото се применува во постапки како пријава и одјава на здравствено осигурување, утврдување својство на осигурено лице, боледување, бременност и раѓање, лекување во странство, двојазични образци, рефундации, потврди и други права и обврски во надлежност на Фондот за здравствено осигурување. Регулаторната комисија за енергетика најавува воведување паметни броила, строги правила за сајбер безбедност и следење на потрошувачката на струја преку мобилен телефон. По серијата поплаки од граѓаните за високи сметки за струја и се погласните реакции за паушални пресметки на потрошувачката, Регулаторната комисија за енергетика најавува воведување паметни броила, со кои секој корисник ќе може преку мобилен телефон или онлайн платформа во реално време да ја следи својата потрошувачка. Дигиталните мерни системи треба да донесат поголема транспарентност и доверба во пресметките за струја, особено кога бројни граѓани бараат корекција на сметките, а пред Уставниот суд беше покрената постапка за оценување на законитоста на паушалното фактурирање. Регулаторна посочува дека воведувањето паметни броила е дел од поширок процес на дигитализација и зајакнување на сајбер безбедноста во енергетскиот систем. Лани, само за 1 месец до EVN Home беа доставени околу 15.000 барања за корекција на високите сметки за струја. Утре петок и 24 јануари сабота од 19 часот во киното Мистон ќе се прикажува филмот Приказната за Силјан. Приказната за Силјан е визуелно силен и медитативен филм за издржливоста, грижата и малите дела кои менуваат животи. Откупен е од страна на Национална географија. Во срцето на рурална Македонија, земјоделецот Никола, притиснат од новите државни политики, случајно наоѓа ранет бел штрк на депонија и решава да му помогне. Нивниот кревок, полека граден однос со доверба се претвора во спасоносна врска, која му враќа смисла на Никола, ги обновува врските со заедницата и ги буди старите преданија и односот кон природата. Режисерка на филмот е Тамара Котевска, која претходно го режираше документарниот филм Медена земја. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Попладне облачноста ќе се намалува. Ќе дува слаб јужен ветер. Во Прилеп променливо облачно, минималната температура утринава се спушти до -2, а максималната достигна до 2 степени. До сабота времето ќе биде променливо облачно со пораст на дневната температура. По одделни котлини ќе има појава на магла. Од сабота кон крајот на денот се очекуваат локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Пообилни врнежи ќе има во недела во попладневните и ноќните часови, кога на повисоките места ќе преминуваат во снег. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.